The reason I became who I am today. You're the reason I become better every day. The reason I became who I am today. The reason I become strong in every way. Планови имам многу, желба имам огромна да се вратам на музиката, бидејќи некако го рачунам ова како една пауза од музичкиот свет и не викам дека буквално сум направила пауза, бидејќи јас во затворени врати, ако можам така да кажам, или ајде, далеко од јавноста и од очите и од ушите на јавноста, работев на проекти, да речеме, поврзани со Америка. Во Лос Анџелес снимав еден дел од, да речам, предвидените песни на англиски јазик, кои што ги планираме со тамошни продуценти. Дел од песните се снимани исто така и кај Јован Иванов во неговото студио. Дел планираме да снимиме со Дарко Димитров, со веќе познатиот тим. Се надевам дека ќе имам уште некоја песна од Александр Милутиновиќ и така натака. Имам веќе и планови и песни, но идејата е дека не можам да споделам се уште ништо на таа тема, бидејќи ништо нема од тоа излезе на јавно. Тоа е интересен еден процес за нешто што многу би сакала да говорам, е дека мојот сон стана јавен, што е многу да речам храбар потек, бидејќи многумина имаат соништа, имаат идеи, имаат замисли, но многу тешко своите идеи ги претвараат во реализација или во остварување на нивниот сон. За мене козметиката беше еден од соништата кои што ми се оствари. Но интересното тоа е дека процесот на создавање на една песна во мојата, да речам, во мојот карактер има една перфекционистичка страна која што на ист начин како што да речам се трудам и приоѓам при создавањето на една песна, автоматски на ист начин и со истиот перфекционизам, со истата посветеност и љубов, некако се посветив и на козметиката и на создавањето на парфемите. Парфемите беа првиот продукт кој што сакав да представи една малце по реномирана приказна. Еден вид на представување на вистински продукт кој е луксузен и чини. Не беше идејата првично да представам некој гел за туширање или нешто било што е во една секојдневна употреба наша. Беше нешто по да речам фокусот ставен на нешто што ќе донесе малце поголема и врева околу таа приказна и еден убав начин ќе ја представи мојата нова приказна со козметиката. Реакцијата на луѓето е одлична, особено тие што ќе го добијат парфемот во рака. Интересно е дека во време на корона, во време на една вонредна ситуација, ја почнав оваа приказна, за жал или за среќа, затоа што можеби еден тестирачки период ова и за мене, но и за светот генерално, бидејќи немаме во продажба, немаат кај да го пробаат парфемот, а веќе го купуваат, што е за мене еден голем плюс и навистина ако во една ваква вонредна ситуација некој сака да купи луксузен производ, а тоа е парфем, сепак спаѓа во луксус, не спаѓа во неопходни работи како храна, како нели оние не знам потреби на дневна база, дали е тоа гел за туширање, дали се тоа шминка, така натаму. Кога еден луксузен продукт може во една ваква вонредна ситуација да се купува, тогаш можам да замислам и едва чекам да видам како ќе биде кога ќе се нормализираат работите. Тоа е едната работа. А другата работа е реакцијата генерално за целата таа приказна. Значи јас најавував долго време дека ќе имам парфем, дека ќе имам козметичка линија, дека ќе се сними, не знам, реклама во Мајами, дека песната е снимена во Лос Анџелес, односно дел од песната е снимен таму, песната The Reason се вика, која што е дел од рекламата, ја правивме заедно со Иван Иванов. И после, да речам, сета таа една теоретска приказна, односно нешто што јас го раскажував, откако ќе им го предучите тој продукт и ќе го кажете како материјално нешто завршено и готово, како една завршена приказна, навистина многу повеќе го ценат луѓето тоа. Затоа што ние можеме да најавуваме, да ветуваме многу нешта, но најубаво е кога ќе ги изреализираме, тогаш да зборуваме за нив. Затоа и не давав толку време интервјуар, впрочем сме се договарале многу подолго време, а не сме успеале да го реализираме нашето интервју, затоа што сакам да раскажувам за веќе завршена приказна.
благодарение на тимот кој што ми помогна и луѓето кои години работат во козметичкиот свет, како што е мојот технолог Владо Баевски, за кој морам јавно да го спомнам, бидејќи е човек кој што безрезервно, како кон своја, да кажам, ајде ќерка можам комотно, или како за своја компанија, буквално од првиот момент до реализацијата учествуваше во сите процеси и ми помагаше и ме сачуваше, што е многу важно да имате некој таков човек во овој бизнис. Покрај него, тука е еден голем дел од приказната, оној визуелниот дел, да не беше сестра ми, која што е одличен уметник и дизајнер, се докаже и во однос на логото, креирањето на логото и во однос на целата приказна и целата естетика која што ја носи оваа козметичка линија. Навистина да не беше сестра ми, јас не знам како ќе го реализирав ова, бидејќи на логото работеа 10 души. А најмногу одговори на она што јас го замислував сестра ми, што веројатно и најдобро ме познава, може би резултат на тоа, на таа наша поврзаност фамилиарна, но сепак и благодараме ве јавно, бидејќи нели под дефолт или под некоја нормална, под нека да речем некоја нормална поврзаност е кога фамилија се помага. Но не се сите, да речам, така поврзани како што сме, нели, јас и мојата фамилија. Та не заборам мајка ми да ја споменам, бидејќи таа исто така нема никаква поврзаност со козметиката, ама беше цело време тука, помагајќи за било кој сегмент од да речем од козметиката што беше потребен. Остатокот од тимот, значи да не зборувам за мојата асистентка Елеонора, да не зборувам за печатницата со која веќе можам да кажам и традиционална приказна прерасна ова нашево, бидејќи исто така е важно квалитетна печатница, сето тоа да изгледа и промотивниот материјал и кесите, значи секој детал кој што ние сме го создале е многу важен во целата приказна. Приказната тука не завршува, напротив, мојата амбиција и мојата да речам ајде една визија за блиска иднина, се мисли на крајот на 2020 година, би сакала да имам барем 10 продукти. Некој ќе каже ти си луда, барем викаш, затоа што многу тежок процес на создавањето на еден продукт. Со тоа што јас веќе сум во процес на создавање на 2 продукти, односно тоа се може да се рачунат како 4, бидејќи се работи за млеко за тело и гел за туширање. Но во 2 варијанти, машка и женска варијанта, со мирисни ноти слични на парфемите и тоа се веќе 4 продукти, реално, со различни нормално концентрати, различни парфеми. Тие се веќе на тестирање. Со тоа што да речеме не сме во завршна фаза, но сме во еден тек на завршување на проектот. Потоа имам идеја да имам неспецифични влажни марамици, впрочем и тоа со тоа и тргнав. Јас многу сакам да има хибридни решенија. Да речем, ако се влажни марамици, не сакам да се само за падање на шминка, туку сакам да се, да речеме, и еден мал пилинг, не знам. Значи да имаат повеќе функции. Она што ми е, да речем, желба е да што поскоро во музиката не само издадам песна, туку работам и на тоа да имам едно свое студио, каде што ќе имам проби со бендот, каде што ќе можам да вежбам и да пеам, каде што ќе можам да снимам вокал и така натаму. Тоа е исто една од работите која што не сум ја спомнала никогаш никаде, дека е вас да речам повеќе ексклузивно. И да не стигнам во ова интервју да кажам некои работи, секако пишувам книга од карантинот нааму, така што уживајте сите детали ќе ги имате таму. Целиот процес ќе биде објаснет и за козметикава, но и за периодот на карантино, за периоди разни низ мојот живот, но и генерално и за приватен живот, мои ставови во однос на љубов, во однос на пријателства, во однос на професионалност, во однос на ситуации секојдневни што се среќаваме секојдневно. Целата оваа мисија со брендов кој што го отворив, а и со сите наредни брендови приказни што имам замисла да ги остварам. Имам една голема желба да во иднина имам финансиска слобода, да можам многу да помагам во хуманитарни цели. Затоа што кога ќе видам дека некому животот би му го сменил, да речам еден буџет од 2000 евра или еден буџет од 3000, а не можеш на сите да им помогнеш во исто време, некако се фрустрирам и не можам да ја сватам мисијата зошто ние сите на светот постоиме ако не можеме да помогнеме преку една материјална хартија, глупост, една хартија од вредност, една пара која што реално некому ништо не му значи, а некому би му го сменила животот, односно би му го продолжила. Така што мисијата ми е исто така со хуман карактер, да имам една финансиска слобода.